Се помалку време за договор за минималната плата меѓу газдите и работниците. Кон средината на месецов се очекува да биде свикана нова седница на Економско-социјалниот совет. На неколку денови до средбата ставовите на синдикатот и на работодавачите никако да се приближат. Од владата рекоа дека ќе останат неутрални и дека ќе чекаат да го одобрат договорот меѓу двете страни. Дел од работодавачите првично рекоа дека се за минималец од 500 евра, колку што бара синдикатот, но со барање владата да не им наплаќа придонеси на разликата. Сега пак некои од нив велат дека немаат можности да исплаќаат толкови минимални примања без пораст на продуктивноста, а предупредуваат дека тоа ќе доведе до незадоволство кај другите работници кои имаат поголеми плати, бидејќи ќе имаат исти или слични примања со неквалификуваните работници. Од Бизнис конфедерацијата велат дека само со социјален диалог, вклучувајќи ја минималната плата во сите сектори, ќе може да се излезе од лавиринтот на вештачко покачување на минималецот. Протежираме дека сите работници, особено поттикнувајќи ги да се организираат и да здружуваат, дека ќе треба да преговараат во сите сектори посебно, за да може да си ја одредат минималната плата. Она што го кажавте вие дека владата се повлече од овие преговори, мораме да кажеме дека ние ги поздравивме за овој мудар потек, бидејќи ние сонувавме работниците и работодавачите конечно да почнат сами да се независно да се договараат и да преговараат. Ставот на работодавачите ги револтира синдикатите. Доколку не се прифати нивното барање за пораст на минималната плата на 500 евра, со тоа што владата ќе се откаже од придонесите на разликата во период од една година, тие најавуваат штрајк. Од Сојузот на синдикати рекоа дека ќе излезат со нивното членство на улица за да бараат достоинствени примања за работниците чија живеачка поскапува со секој нареден ден. Очекуваме да не разберат нас работниците. Се повеќе ќе стоиме вака и се повеќе ќе протестираме и ќе штрајкуваме. Затоа мислам дека никој не треба да ги жали газдите, а особено не владата која изигруваат неколку пати. Челниците на владата во неколку наврати потенцираа дека нема да се мешаат во меѓусебниот договор на газдите и работниците. Рекоа дека ќе ја прифатат сумата за која работниците ќе прифатат да работат, а газдите да го платат нивниот труд. Сепак не размислуваат за откажување од придонеси, односно за промени во даночната политика. Аналитичарите коментираат дека треба да се направи детална калкулација за предлогот на синдикатот и како тој ќе влие врз државниот буџет. Сметаат дека порастот на минималецот треба да го следи изголемување на продуктивноста, во спротивно само ќе се подгрее инфлацијата во земјава. Верувам дека средствата минималната плата не е доволна за издржување на едно семејство, но тоа не значи дека дека државата постојано треба да вади сопствени средства за да може да го поддржи тоа барање. Јас повеќе би се фокусирал кон поддршка во инвестиции, во поддршка кон развивање, поголема продуктивност, но не поддршка кон плата. Ке направи притисок, затоа викам. Затоа ММФ дава коментар дека треба да сме внимателни со порастот на минималната плата во овој период сега. Да не е легитимно да побараме, но треба да бидеме внимателни тука и да ги следиме тие препораки на минималната плата да се направи една поголема дебата. Доколку не падне договор меѓу синдикатите и работодавачите, минималната плата ќе остане усогласена законски на нивото од 24.400 денари. Според последните статистички податоци, вработеноста во земјава се зголемила на 46,2%, додека невработеноста е на историски најниско ниво од 11,9%. Само во последните 3 месеци од минатата година имало нови 13.000 вработувања.